Лесната пешадиска баталионска група на чекор до целосна интеграција во структурите на НАТО. Доколку месецов вежбата Блесок 26 добие зелено светло од оценувачите на Алијансата, единицата ќе биде на целосно располагање на командантот на НАТО, подготвена да одговори на предизвиците кои ги носат геополитичките тензии од Блискиот исток до руско-украинскиот конфликт. Според надлежните, засега најава за ангажирање на единицата нема, но сепак нашите сили веќе активно придонесуваат во мисиите за одвраќање и колективна одбрана. Тие се на располагање, дали има најави за нивно користење во моментов не. Меѓутоа ние и сега учествуваме со своји сили кога станува збор за одвраќање, односно одбрана на границите со мисиите и во Романија, и во Латвија, и во Косово, изјавил Овчински, началникот на генерал-штабот на армијата, на денешниот брифинг со новинарите. Блесок 26 ќе се одржува од 19 до 27 април. Вежбата ќе биде тест за борбената готовност на баталионската група. Станува збор за тактичка теренска вежба со воени гаѓања, во кој учество ќе земат 1500 припадници на армијата. Ќе бидат користени оклопни возила, транспортниот хеликоптер, минофрлачи и беспилотни летала, оклопните возила за преноѓање и уништување експлозивни направи Хаски 1 и 2. Страјкерите нема да бидат вклучени поради административни причини. Тоа ќе биде кулминација на нешто што значеше подготовка на најголемиот и најважниот НАТО капацитет, лесната пешадиска баталионска група, некој капацитет кој го разбивавме долги години. Би рекол, или од нешто пред влезот на Македонија во НАТО, па како што реков, ќе кулминира со оценувањето. Единиците ќе треба да покажат колку се подготвени да се снајдат во над 20 фиктивни сценарија со креирани настани инциденти, вклучително и спротивставени сили. Вежбата ќе се реализира под постојан надзор и управување, пошто ќе следува оценување од страна на 40 сертифицирани експерти. Најголем дел од активностите ќе се одвиваат на криволак. Габриела Лескова, Сетел телевизија.